Маријан Кицев е роден 1975 година во Кавадарци, каде завршил основно образование, а средно полициско училиште во Скопје. Во 2000 година дипломирал на правниот факултет Јустинијан I на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а магистрирал јуни 2011 година на тема Јавен ред и мир, кривично правен и прекршочен аспект, исто така на правниот факултет во Скопје, додека докторира во март 2017 година на истиот факултет на тема Превенција и репресија на казнените дела против јавниот ред и мир. Учествува на повеќе семинари, работилници, стручни расправи, советувања и обуки од областа на казненото, материјалното и процесно право и од областа на човековите права и слободи. Во рамките на своето 24 годишно работно искуство во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија работел на изготвување и реализација на повеќе проекти, како и организирање и реализирање на семинари од областа на јавната безбедност, недозволена трговија со дрога, недозволена трговија со луѓе, граѓански академии, комјунити полис и друго, каде се појавува како предавач, ментор или раководител. Инаку трудот со наслов Превенција и репресија на казнените дела против јавниот ред и мир се состои од 7 дела, каде авторот најпрво го дефинира поимот за јавен ред и мир од повеќе аспекти. Го дефинира поимот за криминал, на загрозување на јавниот ред и мир, ги одредува поимот и видовите на казнените дела против јавниот ред и мир, прави споредбена анализа на инкриминациите против јавниот ред и мир со легислативата со државите од англосаксонскиот правен систем и државите од континенталното право, потоа ја представува политиката на казнување на казнените дела против јавниот ред и мир, како и системот на превенција на казнените дела против јавниот ред и мир и улогата и начинот на функционирање на одделни институции во превенцијата. Од сето ова произлегува и целта на оваа дисертација, каде преку компаративното искуство, емпириското истражување и моменталната состојба на Република Македонија со превенцијата од криминалот на загрозување на јавниот ред и мир се детектираат слабостите во системот за заштита на јавниот ред и мир и се дават предлози за креирање на нов квалитетен систем на превенција и репресија над криминалот на загрозување на јавниот ред и мир. Главната хипотеза и подхипотеза кои произлегуваат од трудот е дека криминалот на загрозување на јавниот ред и мир во Република Македонија се уште немаа добиено соодветен општествен и казнено правен третман, тоа е главната хипотеза, и подхипотезата дека Република Македонија има потреба од стратегија за превенција и казнено правен третман на криминалот на загрозување на јавниот ред и мир, која би действувала со конзистентно криминолошки и политички соодветни средства на казнената репресија и соодветна превенција. Книгата Превенција и репресија на казнените дела против јавниот ред и мир представува самостојно и корисно истражување на релевантната казнено-правна проблематика, што представува придонес во казнено-правната наука во која се пополнува една забележлива и незаслужено создадена празнина. Свртувајќи го научниот интерес кон криминалот на загрозување на јавниот ред и мир, дисертацијата на колегата Кицев завлегува во една општествена сфера што има витално значење за мирот како една од највисоките правни вредности, општествениот ред и стабилноста на општествените односи, како основен предуслов за непречено уживање на основните човекови слободи и права, исполнување на правните должности и остварување на развојните општествени цели. Сложеноста на предметот на истражување, како и фактот дека тој е релативно запоставен во домашната казнено-правна мисла, представува и предизвик, но и крие бројни опасности во поставувањето на целите и во методолошкиот пристап. Од една страна, флуидноста на поимот на јавен ред и мир, кој не е чисто казнено правен и во категоријалниот систем на казненото право, влегува како комплексен филозофско-правен, догматско-јуридички, политиколошки, социолошки и социјално-психолошки поим, имплицира широк диапазон на консидерации и можности за формулирање на различни пристапи кон превенцијата и репресијата на овие дела. Колегата Кицев успешно се справува со тематските и методолошките предизвици, јасно дефинирајќи ги целите на истражувањето, основната хипотетска и теоретска рамка и методите на истражувањето приспособени на целите сообразени со неговите поидовни хипотези. Детектирајќи ги слабостите на системот на казнено-правна заштита на јавниот ред и мир,
Тој формулира и прифатливи предлози за подобрување на системот на превенција и репресија на криминалот на загрозување на јавниот ред и мир, кој во општеството што станува се поконфликтно по различни основи, се заканува да прерасне во континуирана деструкција на квалитетот на живот на современиот човек. Како еманација на криминалот на насилство, делата против јавниот ред и мир како заштитено добро ја ставаат на проверка државата и нејзиниот капацитет да се справува со таквата општествена појава што опфаќа широк диапазон на казниви дела, од прекршоци до најтешки облици на масовни насилства и тероризам. Анализирајќи ја казнената политика на нашите судови, изречените санкции и судските пресуди во апелационите подрачја со посебен осврт на битолското, колегата Кицев успешно ги представува основните карактеристики на функционирањето на системот на казнена правда во спречувањето на овој облик на криминал. Поаѓајќи од барањето за комплементарен пристап во криминалната политика кон оваа специфична форма на криминал, кандидатот го анализира системот на негова превенција и активностите на државните и другите институции од областа на образованието, медиумите и други, посебно нагласувајќи ја потребата од подигање на нивните капацитети заради зајакнување на нивното превентивно дејство. Своите заклучни согледби, кандидатот ги сублимира низ предлогот за изготвување посебна стратегија за превенција и репресија на криминалот на загрозување на јавниот ред и мир, што би била заснована врз конзистентен криминално-политички и казнено-правен концепт, кој соодветствува и со политичките и другите општествени детерминанти на општествената стабилност, граѓанска дисциплина и уважување на јавниот ред и мир како посебно важна вредност. Врз таквиот приод се формулирани заклучоците и предлозите за подобрување на законската рамка и методите за меѓусебна соработка на надлежните државни органи и на другите институции, како и за зголемување на нивната ефикасност во борбата против овој вид криминал. Почитувани присутни, како што веќе веројатно повеќето од вас знаат, колегата Кицев доаѓа од редот на оние кои практично се занимаваат со оваа проблематика, па од тука значењето на ваквите истражувања станува уште поголемо, бидејќи по не знам кој пат се востановува фактот дека практиката и науката можат меѓусебно да бидат многу важен коректив. На крајот, дозволете ми да истакнам дека соработката со колегата Кицев не трае неколку години, таа трае повеќе од една деценија, можеби 15 на години, особено со повозрасните колеги професори од Институтот за казнено право. И заради тоа уште еднаш искрено му честитаме за објавувањето на оваа книга, се надеваме на тамошна соработка и му посакуваме уште многу книги и многу успеси. Регулирањето на јавниот ред и мир се поврзува со зачетоците на колективното живење. Секоја заедница од самите нејзини зачетоци создавала норми во кои биле пропишани начините на регулирање и заштита на редот, мирот и спокојот, кои можеби се разликувале од период во период, но во суштина сите се темелеле на принципите на заштита на етичките и основните животни вредности. Таквите начини еволуирале, се развивале, така што денес постои една низа на правни норми со кои јавниот ред и мир се регулира и се заштитува. Предмет на истражување во овој труд е криминалот на загрозување на јавниот ред и мир, моменталната состојба на криминалот на загрозување на јавниот ред и мир во Република Македонија и неговиот општествен и казнено-правен третман. Јавниот ред е синоним за мир, сигурност и спокојство на заедницата. Одржувањето на редот и мирот е основна задача за секое општество што се остварува преку наметнување на прифатливи, односно на разумни ограничувања на поведението, а се со цел да се овозможат правда, вистина и општо добро во самата заедница. Кои поведенија во општеството ќе бидат инкриминирани зависи од дефинирањето на јавниот ред и мир. Од тука произлегува и актуелноста на темата на јавен ред и мир и потребата на секое општество за постојано изнаоѓање на начини, средства и методи за усовршување на механизмите за негова заштита, пред се од причините поради тоа што јавниот ред и мир всушност се состои од заштита на безбедноста и сигурноста на граѓаните, на неговото секојдневие, на вообичаениот начин на живот и работа, од непречено движење на јавните места, непречено користење на јавните објекти, одржување на висок степен на јавниот морал, непречено извршување на службените задачи на државните органи и слично.
Во практика, во областа за казнените дела против јавниот ред и мир се наидува на разни проблеми. Пред се, во спроведувањето на законските одредби, следењето на постапките, конечниот исход од постапките, како и некоординираната активност на соодветните надлежни институции, состојби кои беа основен мотив да започнам истражување токму на оваа тема. Целта на оваа дисертација е преку компаративното искуство, емпириското истражување и моменталната состојба во Република Македонија со превенцијата на криминалот на загрозување на јавниот ред и мир да се детектираат слабостите во системот за заштита на јавниот ред и мир и да се дадат предлози за креирање на нов, квалитетен систем на превенција и репресија над криминалот на загрозување на јавниот ред и мир. Брзиот општествен развој и динамичкото општество во кое што живееме доведува до појава на нови видови криминал и потреба од создавање на механизми кои би ги следеле овие општествени движења, посебно во делот на спречување на криминалот, меѓу кои и криминалот на загрозување на јавниот ред и мир. На крајот од моето излагање би сакал да укажам голема благодарност до мојот рецензенски тим предводен од академик професор Владо Камбовски, професор Љупчо Анудовски, професор Никола Тупанчевски, професор Александра Дејановска и професор Александра Груевска. Исто така сакам да дадам голема благодарност до издавачот на овој труд, тоа е Домот на културата на Кавадарци, а посебна благодарност до директорот на Домот на културата, професор магистар Владимир Темков. Исто така сакам да се заблагодарам на сите кои го помогнаа печатењето на овој труд, на сите присутни и голема благодарност посебно на моето семејство.